Ве поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов. Ме радува што имаме многу гости. Ве поздравувам сите кои што доаѓате од странство. За жал не можам да споменам имиња, бидејќи некого сигурно ќе пропуштам. Но ги поздравувам и сите браќи и сестри од тука, од Македонија. Вие кои што не отидовте на соборот во Штип, а дојдовте тука, верувам дека веќе сте благословени заради тоа. Слушнавте прекрасни химни за слава на Господа, слушнавте искуства, слушнавте и една убава проповед од брат Илија. Што повеќе сакате? Зарем оваа порака не беше доволна? Колку време имам јас да зборувам? Може ли да зборувам до терминот на вечерната жртва? Знаете ли кога бил терминот на вечерната жртва? 3 часот попладне, да. Кога била утринската жртва? По наше во 9 или 3 часот наутро. Бидејќи евреите од кога го почнувале денот, по наше од 6. Третиот час бил 9-тиот. Значи, средината предпладне и средината попладне. Тогаш беа двете секојдневни жртви. Едната утринска, едната вечерна. Но денес беше најавено дека ќе продолжам да зборувам за јубилеот. За таа тема одржав 2 предавања во март месец. Потоа се случија некои настани кои што го одложија продолжението. И затоа на самиот почеток сега на третиот дел ќе сакам да се подсетиме на некои побитни работи. На самиот почеток, ајде да го погледнем уште еднаш цитатот од рани списи, 28-та страница од македонскиот превод. Каква врска има јубилеот со второто Христово доаѓање? Тоа беше суштината на нашата тема. Да го прочитаме уште еднаш. Елена Вајт вели во една од своите рани визии: и тогаш настапи јубилеот, кога земјата треба да се одмори. Видов еден побожен роб како победоносно се подига и ги фрла оковите со кои бил врзан, додека неговиот безбожен господар беше целиот збунет, не знаејќи што да прави. Затоа што злите нема да можат да го разберат Божиот глас. Потоа се покажува голем бел облак. Изгледаше поубав од кога и да е претходно. На него седеше Синот човечки. Не го запазуваме веднаш Исуса, но како облакот се приближува кон земјата, се појасно го гледаме неговиот драг лик. Овој облак, кога прв пат се појави, представуваше знакот на Синот човечки на небото. Гласот на Божиот Син ги повикува за спаните светии, кои се појавуваат облечени во бесмртна слава. Живите светии беа преобразени во еден момент и заедно со нив беа земени во кола со чинета од облак, која издигнувајќи се кон небото изгледаше многу величенствено. На секоја страна од колата имаше крилја, а од оздолу тркала. Ја го читам цитатот до крајот на оваа глава. Тркалата при искачувањето извикува свет, додека крилјата во движење извикува свет. Светите ангели придружници кои го обкружуваат облакот извикува свет, 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 Господ Бог Седржител. А спасените на облакот воскликнува слава, алилуја. Колата се издигнуваше до светиот град
Исус ги отвори портите на Златниот град и не воведе внатре. Тука ни се укажа добре дојде, затоа што ги државме Божите заповеди и имавме право на дрвото на животот. Кога, значи, според овој цитат, да се вратиме на почетокот на цитатот, кога се случува второто Христово доаѓање? Прво вели, и тогаш настапи јубилеот, кога земјата треба да се одмори. И потоа ја опишува сцената со еден побожен роб и неговиот безбожен господар, и дури потоа преминува на Христовото доаѓање, како на почеток се покажува еден мал облак, на кој што уште не се гледа ништо подетално, како се приближува кон земјата и како се приближува се повеќе и повеќе што се запазува на облакот, се забележува како на него седи Синот човечки. Значи, Исус доаѓа повтор пат со славата на сите свети ангели и потоа го опишува воскресението на мртвите. Значи, се работи за второто Христово доаѓање. Поставивме прашање, дали според овој цитат, бидејќи се сеќавате, минатата сабота Паул Букур ни рече дека кај адвентистите, дури и кај нив, на седмиот ден, во нивната ДНК е што? Нешто погрешно. Да пробуваат да го датираат второто Христово доаѓање, да определуваат датуми, години, кога Христос ќе дојде. И навистина до ден денес имаме такви случаи. Но, што рече Господ? Братот Паул рече, сите што го прават тоа, свесно ги игнорираат Христовите зборови. Кои беа Христовите зборови на таа тема? Да, ја ќе го цитирам, тој го вели тој и во Евангелието, а за денот и часот никој не знае освен, а во Дела на апостолите пред вознесението не е ваше да ги знаете времењата, кои што Господ ги задржал во своја, Отецот ги задржал во своја власт. И сега, тука постоеше дебата и во врска со овие Христови зборови, но нема да ве заморам со тоа. Денес живееме во време кога е актуелно да се предвидува второто Христово доаѓање врз база на така наречената јубилејна година. Дали ви е позната јубилејната година од Библијата? Што беше јубилејната година? Или така наречената опросна година? За повеќе детали ќе го упатам на минатите проповеди на таа тема. Значи, гледајте ги на интернет, на нашиот YouTube канал, Јубилеот 1 и Јубилеот 2 од пред 3 месеци. Или читајте во Излез 25 глава. Ако сакате повеќе детали, своевремено за јубилеот зборував уште 2000-та година. Го цитиравме Христовото пророштво, односно пророштвото од Исаија, кое што Христос го прочита Лука 4 глава во синагогата во Назарет, каде што заврши со зборовите да ја објавам благопријатната година Господова, и не го прочитал намерно последниот дел од реченицата и денот на одмаздата на нашиот Бог. Тоа не го прочита тогаш, кога беше на земјата, бидејќи тогаш, пред 2000 години, се уште не беше денот на одмаздата. Господовиот суд.
Но дали ние денес живееме во времето на судот? Да. Првиот ангел вели, Откровение, 14 глава, 7 стих, што? Зошто да се боиме од Бога и да му отдадеме слава, бидејќи настапи, дојде времето, часот вели таму, се мисли на времето, на неговиот суд. Ние живееме во времето на судот. Иако се уште Исус не е дојден, ние веќе живееме во времето на судот. Тоа и значи името на седмата црква Лаодикеја. Што значи Лаодикеја? Народот на судот, така, тоа е називот на тој град. И таа слика, тој град, односно црквата во тој град била земена како предслика на последната генерација христијани. Последната фаза од црковната историја. Оние кои што ќе живеат на земјата непосредно пред Второто Христово доаѓање. Математички, кога во древниот Израел се прославувала јубилејната година? Која година поред? Откако израелците влегле во ветената земја и го почнале својот живот, секаков, но посебно и нивниот религиозен живот во таа земја. Значи, јубилејната година е која година поред? 50-та година. А што била 49-та година? Саботна година. Значи, уште едно мало подсетување. Господ заповедал, како што им заповедал на израелците секој седми ден да почиваат, да празнуваат шабат. Секоја седма година, што требало да прават? Земјата требало да почива, односно да не ја обработуваат земјата. Значи, седмата година, и така ја нарековме, саботна година. Потоа, која е следната саботна година? 14-та, потоа 21-та, 28-та, 35-та, 42-та, 49-та е седмата саботна година во еден јубилеен циклус. И секоја саботна година, значи секоја седма, земјата требало да се одмора. Според тоа се одмарала 49-та исто така. А во 50-та што? Земјата. И исто така, земјата се одмарала и во 50-та година, или секоја јубилејна година. Значи, при јубилејна година, земјата се одморала 2 години едно по друго. Сакате така да живеете? Се некој ќе праша, па како било тоа можно? Господ рече, не за јубилејната, за секоја седма година, за секоја саботна година, дека уште во 6-та година ќе благослови земјата да роди за 3 години. Значи, со се 8-та цела, да можат да јадат и да пијат без проблеми. Сега, како се бројат јубилејните години? Да се подсетиме и на тоа. Јубилејната година следи, значи 50-та, следи веднаш после 49-та, која што била саботна година. Така. Според тоа, 50-та година е првата година, значи јубилејната година била првата година од новиот циклус. Значи 50-та е, да ја наречеме така, неделна година. Ако 49-та е саботна година, според имињата на деновите од седмицата,
50-та е секојаш првата година од новата седумка, од новите 7 години, од новиот и првата година од новиот цел јубилеен циклус, од 7 седумки. Значи, ако 50-та година е јубилејна година, која е следната јубилејна година, математички? Која? 99-та, точно. Значи, не е 100-тата, туку е 49 години подоцна. Јубилејните години се бројат исто како саботните години, само што саботните се секоја 7, јубилејните секоја 49. Затоа рековме, значи, не е точно, и ова уште едно подсетување, не е точно сега што последниве години, практично годинава исто слушавме, се шири еден тренд дека наводно 2027-та ќе биде јубилејната година и тогаш Христос ќе дојде. Прво, тоа беше засновано на површно сметање, значи неразбирање на две работи. Прво се тврдеше дека кога Христос бил крстен, значи 27-та година од новата ера, дека тоа било јубилејна година. Ние веднаш го отпишавме, тоа не е јубилејна година, затоа што 27-та година е саботна година. 27-та година од новата ера е саботна година. Јубилејната година може да биде само некоја после, значи 28-та во случајов, но не се знае. Не се знае кои години биле јубилејните години. Единствено што знаеме дека би требало да биде веднаш после некоја саботна. Ако таа саботна била 49-та во некој јубилеен циклус. Но и да е точно дека 27-та година, годината на Христовото крштевање, проречена инаку во Данијел 9 глава, и да е точно дека била јубилејна година, тогаш не е точно дека 27-та и 50 години подоцна, 77-та, и така во секој век 27-ма, 77-ма, па според тоа 1977, 2027 не се бројат така јубилејните години. Сега, да се вратиме малку на математиката, сакате? Да биде малку вработен вашиот ум, најстарата апликација за сметање, бидејќи кој што денес е во страшна криза. Денес колку напредува вештачката интелигенција, забележувам човечката интелигенција опаѓа и тоа страшно опаѓа. Страшно опаѓа. Деновиве излезе директорот или председателот, како се вика, велат дека бил и содомит, на Светската здравствена организација, со изјава дека вакцините против ковидот биле штетни. Ајде бре. А пред 2 години кога пред 2 години зошто не го кажа тоа? Но сеќавате на она американската поговорка, како беше Цеце, fool me once. Don't fool me twice, така беше. Ако се сеќавам добро. Ако еднаш имаше многу луѓе што беа излажени, така, од владите, од политичарите, од црквите, од проповедници, излажени. Од генерална конференција, од водачи, бивши или сегашни, на унии, конференции и така на области. Не е страшно, не значи дека си глупав, ако прв пат те излажале. Точно ли? Ако некој прв пат те излажал, те измамил, дали тоа значи дека си глупав? Не. Но ако 2 пати те излажат, со истата измама и со истата лага, што правиме?
Значи, денес кога Светската здравствена организација вели дека вакцините биле штетни, а утре а сега велат ќе има нова пандемија, се вика X, значи непознат вирус. Му дале име непознатиот вирус. Значи, кога апостол Павле ја посетил Атина, и ден денес може да се види таму во Стариот град како изгледале тие статуи на старите грчки, пагански идоли. И градот, значи, изобилувал со идоли, изобилувал со кипови, статуи, споменици. И најшол на еден, кај што пишувало, на непознатиот Бог. Сега, светот кој што се поклони на коронавирусот пред 2-3 години, најавено му е некој нов вирус сега, кој беа ги поопасен, и посмртоносен, и позаразен, само тоа е непознатиот вирус. Сега, ве прашувам сите вие, кои што бевте излажани, бидејќи ние не бевме, ние бевме просветлени од Божијето Слово. Ние бевме просветлени од духот на пророштвото, во врска со амалгамацијата, последниот грев. Но сите вие кои што бевте прелажани, дали повтор пат ќе паднете на истата лага? Дали не знаеме, годинава ли ќе избие новата пандемија, до година ли ќе избие, не знаеме, Господ знае. Дали ќе дозволите повтор пат да бидете прелажани? Продолжуваме со нашата тема. Значи, после 50-та, следната јубилејна година е 99-та. Така? После? Ајде математика. 49 години подоцна. 148. 148. Сега, значи, од 50-та до 148-та гледате има 98 години. 49 по 2. Значи, може да скокате векови, значи, преку еден јубилеј, може да скокате, за да видите во наредниот век, кога е јубилеј, само 98 години подоцна. Плюс 100 минус 2. Значи, 148, потоа 240, 6, 340, четврта, 440, втора, 540, 638, потоа 736, 800, ајде, 34, 900, 32, 1030. Значи, од 50-та со која што почнавме, до 1030, која е разликата? 980 години. Значи, ако сакате да скокате илјадарки одеднаш, fast forward, значи, плюс 1000 минус 20. Според тоа, ако 50-та е јубилејна и 1030-та е јубилејна, после 2010-та. Потоа 2990-та, 3970-та, 4950-та и така натаму. Го знаете сега алгоритмот, така. Тешко или лесно? Се надвам дека не е тешко. Се поставува прашање, дали според цитатот од Елена Вајд од рани списи, може да се знае, според овој цитат, во која година ќе дојде Христос повтор пат? Дали може да се знае? Не. Ома нели и таа изгледа дека
второто Христово доаѓање го сместува во јубилеот или после почетокот на јубилеот, што значи така изгледа. И ние и тогаш прашавме, на прашањето одговоривме, така изгледа. Не рековме категорички да, но така изгледа и од овој цитат, дека кога Христос ќе дојде во јубилејна година. Така изгледа. Но, дори кога тоа би било точно, но не велиме дека Христос мора да дојде во јубилејна година, според цитатот, ќе видиме зошто. Зошто не треба така да заклучиме. Но дури и да е тоа точно, дека Христос ќе дојде во јубилејна година, дали знаеме кога ќе биде јубилејната година? 2059. Од кој тоа? Од каде тоа? Од каде тој пада? Ама не, ние почнавме со 50-та, тоа не е дека 50-та година од новата ера била јубилејна, туку само за да го извежбаме алгоритмот за сметање. Дали имаме историски податок кога некоја година била јубилејна година во историјата на древниот Израел, па да знаеме, доволно е една да знаеме со сигурност, ќе ги знаеме сите јубилејни години пред тоа и после тоа. Без оглед дали биле прославувани како такви, одбележувани или не. Бидејќи во историјата на Цариот Израел често имало периоди на отпад, периоди на робства под тугинска власт, па обнова доаѓало време, други генерации, обнова на државата, на теократијата. И едноставно тука често пати имало прекин, ниту саботи се празнувале, ниту годишни празници, а за саботните години пак или јубилеи да не зборуваме. Таму читаме дека кога царот Јосија на 8 годишна возраст стапил на престолот, тогаш ја откриле книгата на законот, ја откриле некаде зафрлена, некаде во храмот позади некој ѕид. Значи, ниту царот, ниту свештениците, кога било отпад, во време на отпад, каде што самите израелци се клањале на кипови, на пагански идоли, божества, на Ваал, Мал, дури деца пренесувале на се што правеле паганските народи. Ниту цар, ниту свештеник, левит, немале абер од Библија. Не го познавале Мојсеевиот закон, Тората. Тоа било сосема непозната работа. Тоа е како што има вчитано на времето за време на за време турско, за време на разни востанија, имало многу попови кои што биле народот, баш кај што е народот неписмен, еден куп православни народи неписмени, имало попови што биле неписмени, што не знаеле што е Библија. Тоа само за да споредиме каква била ситуацијата и во Стариот Израел. Тоа било често, многу повеќе било отпад и хаос, отколку закон и ред. Но, ако за јубилејните години постои голема скудност во информациите, било библиски, било вон библиски, за една работа сигурно се знае, со сигурност се знае и библиски, и историски, со вон библиски податоци, кога биле точно саботните години. Тоа се знае. Значи, знаеме ли која ќе биде јубилејната година? Која година ќе биде во иднина јубилејната година? Знаеме која била во минатото јубилејната година? Последната која била? Но мнозина мислат дека знаат, не? А дали знаеме кои биле саботните години? Дали тоа се знае со сигурност?
Тоа се знае со сигурност. Еве, за да одговориме прво на ова прашање, сакам да размислите за следново. Тројцата вавилонски мудреци, кои што дошле да го бараат новородениот цар јудејски, а кој е тој? Исус. Тројцата вавилонски мудреци, од каде знаеле во кое време да дојдат во Јудеја? Од каде знаеле во кое време да се дигнат таму од Персија, од Вавилон, денешни Иран, Ирак, и да дојдат во денешен Израел, да го бараат новородениот Месија? Од каде знаеле во кое време да дојдат? Од каде знаеле во кое време, барем приближно, ќе се роди Месија? Од кај го знаеле тоа? Данијел. Библијата што има откриено во врска со првото Христово доаѓање? 70 седумки или седмици или саботни години. Почнувајќи од кога? Од денот кога царот Артаксеркс ја издава повелбата или заповедта за обнова на Ерусалим. Тоа беше есента 457 година пред Христа. И од тогаш 69 седумки, исто како да речете 69 саботни години, до годината на Христовото крштевање, до помазаникот, вели пророштвото. Помазаникот на еврејски Машијах, значи помазан. Истото на грчки Христос, помазан. Помазаникот. Кога Христос бил помазан за својата мисија? Да, кога бил крстен. Не само со вода, со Духот Свети. Тоа значи дека го немал Духот пред да биде крстен. Како што тврде и некои ереси, многу стари на времето, и некои денешни. Но крштевањето со Светиот Дух, тоа е суштината на христијанското крштевање, за разлика од Јовановото крштевање, само со вода. Затоа Јован велеше, јас ве крштевам со вода, но оној што доаѓа по мене, тој ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. 457 година пред Христа. Почнуваме. Која е следната саботна година? ...457, сега се намалуваат бројките, значи, пред Христа. Не, само 7 години подоцна. 50, 450 е следната, значи до 450 е една седумка од тие 69. Понатаму, 443. После? 6, да. И сега да не се мачиме сега секоја седма така да ги броиме, ајде да се вратиме на алгоритмот, да скокаме векови. Значи 457, 300? Го забравите алгоритм? 359, значи плюс 100 минус 2, 98 подоцна, така? 359, 200, 61. Така ли беше? Да се вратиме на 359-та за момент. Значи 359-та е саботна година, нели? Ако 457-та е и од неја почнуваме на есен.
После следната саботна година, која би била? Од 359 следна. 352. После? 340. Да. После? 338. И после? 331. 331. Што е тука битно? Еврејскиот историчар Јосиф Флавиј тврди дека кога Александар Македонски станал новиот господар на Средниот Исток, односно конкретно за Јудеја, ги ослободил евреите од плаќање данок во таа година, 331-та, затоа што била саботна година. Значи, ова е историски податок и конкретна потврда дека 331-та година била саботна година во Израел. Бидејќи тогаш Александар Македонски ги ослободил евреите од плаќање данок таа година, бидејќи во саботна година земјата требало да се одмора, значи не ни произведувале и не би можеле да плаќаат данок, односно ако плаќаат би било голем терет, и затоа ги ослободил од таа обврска. Не знам дали и за сите наредни саботни години, барем додека он бил жив, но тоа е еден сигурен податок. Добро, 331. Потоа? 331, 200? Не, од 31 се враќаш 2 години поназад. Нели, така одиш понапред. 2 години. Од 331 233, 233, 135 и во првиот век пред Христа 37. 37. Разбирате зашто? Да, 98 години подоцна. Само сега кога ги годините пред Христа, значи да. Мислам тоа го разбирате зашто е така. Според истиот историчар Јосиф Флавиј, кога Ирод, кралот Ирод, наречен Ирод Велики, но евреите го мразеа и никогаш не го викаат така. Дори кралот Ирод од темели го обнови целиот Ерусалимски храм на времето. И евреите што го мразеа не велеле никогаш тоа не влезе во историјата дека да се нарекува храмот Иродов храм или трет храм, туку продолжија да се го викаат вториот храм, значи како да е истиот храм од времето на Зоровавел. Вториот храм и дури за овој сега што го токмат го нарекуваат трет храм за во наше време. Кога Ирод го освојувал Ерусалим, според Јосиф Флавиј тоа било саботна година и некои други вон библиски извори на еврејската традиција. Значи, 37-та година била саботна година според историски извори. И гледаме, тоа се совпаѓа со пророштвото на 70-те седмици, Даниловото пророштво. Значи, почнавме од 457, 331-та била саботна година, 37-та година пред Христа е саботна година. После, во првиот век од новата ера, како? Ако имаме 37 година пред Христа, тоа е 49 години подоцна, треба да биде повторно саботна година, нели? Ако скокаме многу саботни години. 49 минус 37, 12. Но затоа што не постои нула пред и после Христа, не постои нула година, туку првата година пред Христа, веднаш по неја следи
првата година од новата ера. Значи, место 49 минус 37, 12, но и плюс една година додаваме. 13-та година од новата ера била саботна година. После следната саботна? Од 13-та. Следната сабота плюс 7, 20-та година од новата ера и уште 7? Не е 27-та година, така? Годината на Христовото крштевање. Го разбравте ово до сега? После 27-та, која би била следната саботна година? 34-та. После? Добро. И така, ако терате сега, да не губиме време, ке дојдете до 69-та година од новата ера како саботна година, а Ерусалимскиот Талмуд тврди дека вториот храм бил разорнат, значи ова е исто така историски податок, вон библиски. Вториот храм бил разорнат во година после саботна година. Така тврди Ерусалимскиот Талмуд. Значи, 69-та година била саботна година, според нашата математика. 70-та година била првата година после саботна, а 70-та година беше уништен, разорен Ерусалимскиот храм. 70-та година е многу позната година од еврејската и христијанската историја. Ако продолжиме вака до денес, значи 70-та 69-та била саботна година. 1000 години подоцна, како беше алгоритмот? 1000 и... Значи, 70-та е... 69-та, се извинам, е саботна година. Потоа 1049, значи, плюс 1000 минус 20, така? 980 години подоцна. Значи, што имаме? Во 11 век, 1049 е саботна година. Добро, после 2000 и... Од 1049, 2029. 2029 ќе биде саботна година. Предходната саботна година? 22. Значи, минатата 22 година е била саботна година. И тоа денес, тоа се свесни. Во денешен Израел се одбележуваат саботните години. 22 беше саботна година. Пред тоа 2015 беше саботна година. Значи, од 457 гледаме до минатата 2022 година, точно се знаат кои биле саботните години во историјата и тоа е потврдено со многу историски сведоштва. Некој од нив што ги споменав, Александар Македонски, Ирод и Ерусалимскиот Талмуд за годината на разорувањето на вториот храм и така натаму. Но дали знаеме јубилејна година? Некоја јубилејна година од историјата. Се што знаеме е дека јубилејна година треба да следи после некоја саботна година, да биде залепена до некоја саботна година. Брат Зоран имаше прашано вештачката интелигенција која ќе биде јубилејната година. И каков одговор доби? Дека е 2023 година јубилејната година. Сега, значи, вештачката интелигенција е доволно паметна да знае, за жал мнозина верници и проповедници не се до толку паметни, дека јубилејната година треба да биде залепена следна година, веднаш до саботна година. Но дали е точно дека оваа 2023 година е јубилејна година? Не е точно. Но не можам да кажам, бидејќи со сигурност не можеме да знаеме. Сепак, во Библијата постојат некои стихови во Стариот Завет, кои што мнозина ги
протолкувале дека се однесуваат на јубилејна година, но за некој од пред Вавилонското робство, например, може да се чита, јас во описот на видеото од оваа проповед може да ги поставам, да го замолам брат Борче да ги постави тие стихови. Исаија 37 глава, може да читате, Втора Царевите 19 глава, само ги нафрлам. Каде што постојат некои стихови кои што на мнозина им изгледало дека се однесуваат на јубилејна година, иако никаде во тие стихови не се кажува буквално, отворено, јубилејна година. Дека таа била јубилејна година. Такво нешто нема никаде во Библијата. Постои, меѓутоа, еден стих во книгата на пророкот Езекијел, бидејќи тој е од времето на Вавилонското робство. И ќе ве повикам да отвориме таму, каде Езекијел 40 глава. Езекијел 40 глава. Езекијел е една многу убава, прекрасна книга во Библијата. Првата глава веднаш започнува со една славна визија на Господовиот престол, на небесното светилиште. Восхитувачка визија. Од оваа 40 глава понатаму, Езекијел опишува еден храм со джиновски димензии, восхитувачки по својот изглед. И сите димензии се наведени и во ова, и во следните глави. На тој Езекијелов храм, како што го нарекуваат. Еднаш видов на YouTube постои видео како некој се обидел да го реконструира онака графички, како би изгледал Езекијеловиот храм, ако ги земе предвид сите овие димензии што се тука наведени. И го има представено како слика. Нешто величенствено. Верувам дека во реалноста небесниот храм на новата земја е нешто повеличенствено од тоа како човек би можел да го наслика или да го конструира денес. Нас не интересира само првиот стих од 40 глава на Езекијел. Имам забележено дека во различни Библии постојат разлики во различни верзии на стихот. Па би ме интересирало сите различни верзии или Библии што ги имате на располагање, да го погледнете стихот. 40 глава од Езекијел, први стих. Која хронолошка информација и не ја дава пророкот? Во 25-та година по нашето прогонство или од нашето робство, велат други преводи, или од нашето заточување, се мисли на Вавилонското робство. Откако почнало Вавилонското робство. Во 25-та година од нашето прогонство или Вавилонското робство, во почетокот на годината, во 10-тиот ден од месецот, потоа вели во 14-та година по разорнувањето на градот. На што мисли тука? Значи, кога Вавилонската војска го срушила првиот храм, Соломоновиот храм, и го разорила градот Ерусалим, тоа било 587 година пред Христа. 14 години подоцна е 573 година пред Христа. Значи, Езекијел, оваа визија за храмот, за идниот храм, и сето понатаму што следи до крајот,
на книгата. Ја прима, оваа визија ја прима 14 години по разорувањето на Ерусалим и храмот, Соломоновиот храм, во 25-та година од почетокот на Вавилонското робство. И сите историчари се согласуваат дека тоа е 573-та година пред Христа. Епа што сега? Тоа било јубилејна година. Бидејќи стихот Езекиел го завршува со зборовите: во оној ист ден беше раката Господова врз мене и тој ме поведе таму. Вториот стих вели во виденијата, значи тогаш почнал да ги гледа визиите кои што се опишани и во ова 40 глава и понатаму. Последната визија на Езекиел. Што е тука интересно во врска со овој хронолошки податок од првиот стих? Како гласат вашите преводи? Што значи ова во почетокот на годината, 10-тиот ден од месецот? Како е преведено кај вас? Од првиот месец. А постои ова, почетокот на годината постои? И почетокот на годината и првиот месец, така? Добро, други преводи имате? Некој друг превод? Романски, српски, бугарски? Да, оставете 14-та година, таа ја одредивме. Значи 573-та пред Христа. Мислам, било одредена многу одамна од историската наука. Знаете што е тука интересно? Вака кога го читате стихот, на кој период од годината мисли, кога вели почетокот на годината? Па уште вели првиот месец во некои верзии. Кога би било тоа во годината? Пролет, така? Зошто? Бидејќи Господ на пролет рече дека Нисан или Авив по-старо, или Авив значи пролет, Тел Авив значи ридот на пролет. Овој месец, значи пасхалниот месец, да ви биде првиот месец од годината. Арно, ама тука има еден проблем. Кој проблем? Во еврејскиот текст, наместо почетокот на годината, стои еден специфичен израз. Рош Хашана. Тоа е новата година. Рош Хашана на еврејски буквално значи главата на годината. Така, првиот ден од годината, оно што ние го нарекуваме нова година. Првиот ден од годината. Евреите го нарекуваат Рош Хашана. И тоа е преведено со почетокот на годината во многу преводи. Гледам. Но не се споменува првиот месец. Значи, во некои верзии постои прв месец. Во овој тука не постои. Само почетокот на годината, Рош Хашана и 10-тиот Јом Кипур. Значи, што е проблемот? Евреите имале двојно сметање на годината. Значи, имало на почеток од пролет, но тоа првиот ден од пролета би бил младината или првиот ден од месецот Нисан. Така. Од пасхалниот месец. Но имале и така наречено граѓанско сметање на годината од есен. Од празникот на трубите, односно први седми, празникот на трубите, и од тогаш, значи, и ден денес, од тој датум, празникот на трубите, први седми,
евреите го слават како Рош Хашана или еврејска нова година. Мислам, последно за лани беше 26 септември, понеделникот 26 септември. Беше Рош Хашана. Или празникот Младина, или празникот на трубите, како што е наречен уште во Мојсеевиот закон. Мнозина сметаат, бидејќи текстот вели Рош Хашана, а тоа секогаш значи првиот ден од година. Значи нова година. Значи не, по наше би било не 1 јануари, не може 2 јануари, не може 3, 4. Значи ако биде почеток на годината, може да биде и до 10, до 15, може и 1 февруари, да го нарекуваме почеток, бидејќи се уште релативно рано. Но Рош Хашана значи првиот ден. Значи нема бегање од тука. И сега што е проблемот? Проблемот е што Езекијел вели Рош Хашана, значи нова година, а го датира 10-тиот ден од месецот. Значи не е првиот ден од месецот. 10-тиот ден од месецот. На Рош Хашана 10-тиот ден од месецот. Сега ова исто така не е многу, како да речем, не е многу јасно, но навистина изгледа, бидејќи секоја саботна година се празнувала од првиот ден на 7-миот месец, од празникот на трубите, до празникот на трубите следната година. А јубилејната година од кога до кога? 50-та, се сеќавате? Од кој датум започнува јубилејната година? Од Јом Кипур. Тоа го пишува во законот. Отворете таму, во 2 Мојсеева. Од 10-тиот ден на месецот, на 7-миот месец, на есен. Значи, а тоа го нарекува Рош Хашана, нова година. И се дали разбирате зошто мнозина мислат дека на овој начин, кога 10-тиот ден го нарекува нова година, мнозина мислат дека тоа било јубилејна година. И затоа Езекијел така се изразил. Рекол нова година, а 10-тиот ден, наместо првиот ден од месецот. Значи, не може категорички со сигурност да се тврди дека 573-та пред Христа навистина била јубилејна година, но ете да речеме во најдобар случај дека така изгледа. Видите колку треба да се биде внимателен, колку многу променливи постојат кога се истражуваат овие работи. А не ќе видиш нешто на интернет или ќе ти светне нешто во глава и трчај следниот ден на катедра или направи си видео на YouTube и како што рече Паул Букуров, оној стих од апостол Павле до Тимоти, мнозина се прават учители, особено денес, но ниту го познаваат законот, ниту тие самите знаат што зборуваат. Се сеќавате на тоа? Има еден куп учители денес, особено на интернет. Денес секој продава памет. Денес секој е проповедник. Има едно видео, често пати ми се нуди за гледање, рече се секој ден. На англиски се вика Месаја 2030. Значи, бидејќи 22 беше лани беше саботна година, денес 23 е почеток на нов циклус, нова седумка, која што ќе заврши, 29 е саботна година, и сега 2030, значи, сега некој велат 2030 е јубилеј, веднаш после саботна година. 2030 е јубилејот. И протестантите, и оние кои што го изфрлија Берешитот на интернет уште пред 5 години, сега тие веруваат од 23 до 30 година
последната седумка од Даниловите 70 пророштва, и во овој период ќе се случи Антихристот, ќе се случат сите завршни настани до 30-та година. Живи били па видели. Можеме и да го тврдиме со сигурност. Но, еве една домашна задача за вашата природна апликација. Ако, а ова е едно големо ако 573-та пред Христа навистина била јубилејна година, тогаш која во наше време е најблиска јубилејна година според таа? Сега, алгоритмите ви ги кажав, сметајте си дома. Ако 573 пред Христа е јубилејна година, тогаш во наше време која би била според тоа? Домашна задача, ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме следната сабота.